Конечно се откочува процесот за полагање на лиценци за воспитувачки и негувателки во детските градинки. Со ова се решава проблемот на над 2000 лица. Преку изградба на нови детски градинки ќе се реши и долгата листа на чекање. За ова разговаравме со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Заменик министер, неделава на владина седница помина измените на Законот за заштита на децата, со што треба да се откочи практично процесот за лиценцирање на воспитувачки и негувателки. Што значи тоа за детските градинки и за децата? Да, на владината седница која што беше во вторникот, помина законот кој што претходно уште во техничка влада го најавивме како проблем во делот на лиценцирање на стручниот кадар во детските градинки, а сега и формално помина на последната седница на владата на Република Македонија и очекувам веќе за некој ден да види во Собранието на Република Македонија, каде што се надевам дека пратениците во најбрз можен рок така ќе најдат слух за да можат да го стават на дневен ред и секако да овој закон стане реалност. Зошто го правиме токму оваа измена на законот за заштита на децата за лиценцирање, бидејќи уште од октомври 2023 година процесот на лиценцирање во Министерството за жал заправ. Потоа во техничката влада направивме напори за промена на законот, меѓутоа не успеавме, немавме на слух кај тогашниот парламентарен состав. Затоа и денеска сме после една година се уште застанати во процесов на лиценцирање на стручниот кадар на воспитувачи, негуватели и сите оние останати профили во детските градинки кои што се неопходни за нормално функционирање на истите. Со ова запирање на процесов повеќе од 2500 наши сограѓани чекаат на листите за лиценцирање. Значи таа листа веќе е премногу долга и од 2021, 22, 20, а веќе и 24 бидејќи сме завршува скоро годината, имаме луѓе кои што се уште чекаат и не се лиценцирање. Меѓутоа, што е најважно да напоменам е дека во овие години тие што аплицирани 21, 22 или 23 година, за жал се уште чекаат, а имаше примери такви кои што од 23 година пред самиот истек на тогашната постапка за лиценцирање, само со 1 месец пријавени веќе беа положени, односно завршено беше нивното лиценцирање, што дава тенденција дека не се почитувало правилото на тој што прв бил дојден да биде прв услужен, кој што треба да биде начело на принципот, бидејќи тоа се влезни барања со точен датум редослед, така да имало такви лица кои што за жал чекаат повеќе од 3 години, а има такви кои што за само 1 месец положиле во текот на 2023 година и со законов овој принцип кој што го менуваме, тоа е во исклучителни ситуации да се полага по хартиен принцип, како што било во минатото, е само моментот да го откочиме целиот процес кој што е закочен од страна на претходната власт, а секако дигитализацијата оној принцип на електронско полагање ќе си го запазиме согласно сите постапки кои што треба да се спроведат како министерство во иднина. Така, а зошто практично е дојдено до ова? Каде лежи одговорноста? Па одговорноста гледам само кај поранешното раководство во министерството, нигде на друго место. Зошто е тоа така? Ако сме имале постапка, односно тендер каде што била избрана фирма која што го правила лиценцирањето, зошто не се продолжило во октомври, односно ноември 2020 година? Или пак има најава дека ќе има избори односно техничка влада во текот на јануари ќе биде воспоставена и тој процес за жал не продолжил, односно не била обновена тендерската постапка, не биле предвидени средства ниту во буџетот на нашето министерство, тогашно труд и социјална политика, ниту во генералниот секретаријат кој што тогаш ја водела постапката за лиценцирање на ниво на Македонија за сите софтвери, комплетно, и ни таму ни ваму не биле предвидени средства, ни во годишните планови за јавни набавки и со тоа автоматски пропадна целиот процес на лиценцирање, односно бил застанат. Така да одговорноста гледам само во тогашната влада, односно тогашната министерка тука во труд и социјална политика, старото министерство. Поради листите на чекање долги во детските градинки имаше најава за изградба на нови. Каков е планот на министерството? Да, мора да напоменеме дека континуирано тие листи за чекање се навистина долги, односно големи. Над 5000 дечиња во Македонија се на листите за чекање за упис во детските градинки. Од тука половината скоро попаѓаат на општините кои што гравитираат во рамките на градот Скопје. Така да предизвикот за
нови капацитет на вистина е голем и како влада и во програмата која што тогаш не беше нели партиска, сега денеска веќе и владина, предвидуваме да се изградат над 20 градинки кои што ќе значи растеретување, односно згрижување на сите овие дечиња кои што се на листа на чекање. Веќе го работиме активно тој процес. Мора да напоменам дека она се што беше застанато како детски градинки во изградбата од претходната власт веќе се во завршна фаза, како што е градинката во Прилеп, Битола, Свети Николе, Сопиште, токму тука во Скопје, така да тие веќе се во завршна фаза и очекувам до крајот на годината да веќе профункционираат и да дечињата кои што се таму гравитираат нели во нивните општини да веќе бидат во рамките на самите детски градинки. Секако со новиот грант кој што го одобри владата, односно се распиша повик оној нели унгарски кредит кој што беше земен токму наменет за локалните самоуправи. Тука веќе имаме на повикот пријавени 4 општини кои што се прифатени нивните апликации, склучени се договорите и веќе и дел од постапките за јавни набавки од самите општини се распишани, така да очекуваме да за многу брзо време овие да профункционираат, односно бидат ставени во функција, а секако и новиот повик што ќе биде во февруари месец, веќе имаме активна комуникација со сите општини кои што има реална потреба да направат, да спремат проекти кои што ќе бидат готови нели со комплетна документација и да веќе во таму крајот на јануари или февруари месец 2025 година да аплицираат и они и на тој начин веќе да половина, да не кажам, од она што било ветено, биде ставено веќе во функција на изградба на нови капацитети. Секако тука на располагање стоиме како министерство и еден повик до локалните самоуправи да го употребат она што го даваме како можност како министерство, тоа е изградба на детски градинки во други просторни услови, односно онаму каде што имаат помала потреба на дечиња, не знам, 30 на дечиња или помали групи, тоа може да го направат во објекти кои што се во собственост на самата локална самоуправа, а да бидат адаптирани, односно опремени од страната на нашето министерство. Така да еве поддршка и помош најдиректно на локалната самоуправа, да не градиме нели големи капацитети каде што можеби нема потреба нели од толков број на дечиња да бидат згрижени, така да еве и за помалите форми можност да им бидеме од директна поддршка на самата локална самоуправа од секоја општина, така да еве има доста модели каде што навистина може да намалиме токму бројот на листи на чекање на дечињата во детските градинки.